Првиот контакт со кавалот е кога се зачне во играрното друштво Панче Пешев, бидејќи има изворна секција, таму се свири на изворни инструменти и јас го избрав кавалот, бидејќи примерен инструмент на кларинетот и бидејќи дувачки беше полесно да се совлада кавалот и тогаш се заљубив во кавалот, таа љубов трае и ќе трае. Можем да кажам дека како код се пренесува од колено на колено. Тргнувајќи од мојот татко, дедо, прадедо, едноставно и мене ми припадна таа штафета на музичари да продолжам таа низа. Има повеќе видови на кавали, ова е македонскиот, има и бугарски, има турски, неј, српски, но ние си го почитуваме нашиот. Сакам да свирам се што убава и квалитетна музика, тргнувајќи од народните песни ора па се до забавната музика, но лично за своја душа најмногу сакам да ги свирам нашите изворни ора и тие се во прв план кога настапувам секако. Но сепак патриотизмот саден во мене и љубовта кон нашиот фолклор е пред се. И на крај на криштото треба да знаеме дека ако ние сами не си ги поштуваме нашата култура и традиција, другите нема да ги поштуваат. Леп и Сол се основоположници на овој тренд и ми се допаѓа тоа што бидејќи на тој начин ги враќаат во живот старите наши народни песни во некој ново руво, во нов аранжман. Еве и сега се уште е присутно, например, преку Next Time. И треба да продолжи тој тренд. Имам и јас некои идеи и би сакал да се остри тоа во иднина. И можам да кажам дека ние сме тие чувари на традицијата и покрај тоа секако тука е дружбата и забавата со останатите членови и врсници. Во оваа прилика сакам да порачам на сите млади дека нема да погрешат доколку изберат да членуваат во некое културно-уметничко друштво. Музиката на еден начин доаѓа како издувен вентил после толку време пројдено покрај компјутерот и технологијата, така да тоа ми е на некој начин бегство од реалност. Секако, најмногу инспирација црпам од маестро Ангеле Димовски, но тука си останатите маестори на кавал, како што е Гоце Синтезис, Гоце Димовски, Стојанче Костовски, Драган Дутовски, Стефче Стојковски. И се надевам дека еден ден ќе ги достигнам тие врвни маестори.